Димовска Јовковска Дивна има реплика. Повлец. Благодарам, председателе. Колега Димовски, ќе ви реплицирам во делот на дискусијата што се однесуваше на мојата општина, на Ресен и тоа што се случува таму, а ги тангира сите мои сограѓани. Еве ви, колега Димовски, автентично известување, мада не се сомневам дека го имате, од пред еден месец, затоа што колегата Николовски правовремено како овластен представник на извршниот комитет во Ресен ве известува дека Ресен е сардисан. Како член на извршниот комитет сте запознати многу добро со последиците од 4-годишното торнадо на локалното владење на ВМРО-ДПМН во Ресен, губењето на рейтингот. Пратеникот Николовски доби задача колку толку да го обели образот на градоначалникот Волкановски, за кој што самите ваши членови велате дека е најлошиот градоначалник, најнеуспешниот од вашите редови во цела Македонија. Или ако цитирам еден ваш член кој вели камен на камен не е кладено во Ресен 4 години. Затоа ве прашувам, не дали, туку колку сте запознати со операцијата штанцање на лични карти на граѓани од Мала Преспа во Ресен, со што битно се менува гласачката структура во Преспа. Дали, господине Димовски, сте информирани на чија маса се правени договорите за оваа операција? Дали сте информирани, колега Димовски, дека градоначалникот Волкановски и градоначалникот на Пустец, Едмон Темелко, имаат одлична соработка и таа соработка се надградува од 2009 година и тогашното сценарио за носење на гласови со закупени автобуси од ВМРО-ДПМН се надгради на парламентарните избори во 2011 година, а денес со масовно издавање на лични карти кулминира. Кулминира вашето лицемерие со одглумен патриотизам. Кулминира вашата алчност за мокна сметка на судбината на граѓаните на Ресен, кој најблагоречено после Вамаровското стампедо изгледа како чума да го покосила. И дали, Димовски, е договорена вратка? Дали вие на Темелко во 2015 година на локалните избори во Албанија ќе му помагате за уште еден мандат? Со гласање на македонски гласачи или сепак пазарот е уште еден джип за Темелко? Што и да сте договориле, доста е. Ресен нема да дозволи дојденци да ја креираат судбината на граѓаните од Ресен и Преспа. И на крај, ве молам, немојте, за да не испаѓате смешен, во контрарепликата да ми ја цитирате изјавата на Волкановски, дека тоа наводно се јаболко берачи од Мала Преспа. Ви благодарам.